медиумските слободи? За мене слободата на изразување представува една од основните човекови права, да имаат комплетна слобода, да ги искажат своите ставови, особено за многу важни прашања во општеството, и истите тие ставови да можат да бидат пренесени во медиумите, особено кога станува збор за прашања кои што се од цивилизацијски значења. Во 21. век сметам дека во Македонија се уште ние се соочуваме со огромен број на проблеми по сите овие прашања, особено заради тоа што во медиумите сме сведоци дека долги години се создаваше еден антагонизам, се спречуваше, самите медиуми беа тие кои што ја наметнуваат цензурата на говор и за многу важни проблеми не се зборуваше, што од уредувачка политика, што од центри на моќ и што заради тоа што голем дел од стереотипите ги можеби ги поддржуваа и ги ширеа токму и влијателни медиумски центри. Дали тоа сега сте се очувале со притисоци од политичкиот дел центри на моќ и како сте справувале? Јас сум во новинарството 12 години и буквално функционирам со притисоците кои што секојдневно и веќе некако станаа секојдневие, станаа практика на мокници, особено локални, бидејќи ние функционираме на еден регионален, како телевизија ВИС, функционираме на еден регион кој што опфаќа едно 200.000 гледачи. Постојано се јавуваат најразлични луѓе кои што сметаат дека имаат одредено влијание, одредена моќ да спречат објавување на одредени приказни, без разлика дали тие се колку и да се бенигни, колку и тие да не се поврзани со нивното работење, колку и да немаат допирна точка со нивната функција, да речеме, меѓутоа тие чувствуваат слобода, па дури и одредена моќ да се јават, да се обидат да го спречат објавувањето на одредени приказни. Може би тоа некојаш да бидат и човечки истории, каде што се прекршени некои човекови права, каде што се обесправени некои граѓани на нивните работни места, или пак, а кога станува збор пак за приказна во која што имаме злоупотреби на функционери, или пак кога имаме злоупотреба на одредена јавните средства, парите на граѓаните во некои јавни институции, тоа се канонада од притисоци кои што буквално може да стигнат и од луѓе од вашето секојдневие, бидејќи ние сме мали средини и со сите се знаеме. На кој начин придонесувате или можете да придонесете во борбата со слободни медии? Многу е тешко, меѓутоа ние се трудиме да особено приказните каде што станува збор за кршење на права на луѓето, на нашите сограѓани, особено каде што станува збор приказни во кои што сме откриле корупција кај локални политичари или бизнисмени. Се трудиме секогаш тие приказни да излезат и едноставно тука нема компромис. Меѓутоа, на кој начин се бориме? Верувајте, со сите средства што ги имаме. Кога ќе се јави одредена приказна, имаме веќе ја подготвуваме од неколку денови или месеци или недели, зависи за каква приказна. Многу е тешко да ја сочувате информацијата, бидејќи вие се бувате кај луѓе од кои што барате информации, а тие се блиски токму со оние кои што се засегнати во приказната и многу често уште пред да биде пуштена приказната во етер, знаат да се јават и да вршат притисок. Се обидуваме барем на одредени луѓе кои што сметаме дека може да ни помогнат во приказните, да му објасниме колку е ова значајно, колку треба да бидат соработници во објавувањето на некои вистини, на некои приказни кои што ги компрометираат политичарите и бизнисмените. Па кога имаме медиуми во Македонија, еве последниве неколку месеци згаснаа неколку регионални и локални медиуми, од кои што и една од најстарите локални телевизии во Струмица, јас стварно не знам кои би биле препораките, бидејќи медиумите во Македонија се на раб на екзистенција и тие се постојано тие се зависни од бизнис секторот, така што навистина треба да се работи на една
независност на медиумите, можеби тоа е еден општествен проблем, едно прашање кое што општеството треба да го поголема свест, например, кај компаниите за помагање на медиумите, да знаат дека постоењето на медиум е гаранција за развој и за унапредување на човековите слобода, бидејќи ќе се сврти тркалото кога тогаш и тие ќе бидат обесправени дали од други бизнис центри или пак од некои институции и политички мокници, така да сметам дека градењето на свеста за важноста на медиумите е едно од клучните фактори. Како второ, сметам дека можеби е потребно окрупнување на медиумите, не знам, поголема соработка, не можеби окрупнување центри како медиумски центри да бидат меѓутоа соработка. Например, ние сме имале ситуации кога сме сметале дека некоја тема е премногу крупна за нас самите како регионален медиум кој што работи со ограничен број на човечки и материјални ресурси, сме барале соработка со други истражувачки центри за да можеме одредена приказна да објавиме и таа да стигне до аудиториумот. Па моите препораки нека бидат во таа насока, иако сметам дека Македонија не може да се похвали со слободни медиуми и дека со некоја голема слобода на изразување.